Здраво деца, јас сум едно мало црковно звонче и живеам високо на кулата од храмот. Но има еден ден што особено го сакам. Тоа е Лазарева сабота. На овој ден се сеќаваме на чудото кога Исус Христос го воскреснал својот пријател Лазар. Со тоа ни покажал дека Бог е Бог на животот и дека надежта е посилна од смртта. А знаете ли што прават децата на овој ден? Тие одат во поворка со лазареви каланди и насмевки и во рацете носат врбови гранчиња, знак на нов живот и пролет. И оваа година ќе направиме таква поворка. Ќе се собереме во дворот на храмот Свети Димитри точно во 12 часот. Со песни и радост ќе одиме до храмот Свети цар Константин и Света царица Елена. Дојди и ти, затоа што кога децата одат заедно со вера и радост, тие ја носат светлината Христова во светот. Се гледаме на Лазарева сабота. Токму така во пресред на еден од најбавите пролетни празници Лазарева сабота, ден кој го најавува доаѓањето на Великден и е длабоко вкоренет во народната традиција, ќе зборуваме за значењето, обичаите и символиката што го носи овој ден. Посебен акцент ќе ставиме на манифестацијата Лазарева поворка, која низ песна носи и детска радост, ја оживува традицијата и ја пренесува од генерација на генерација. Гости утрово во студиото се Билјана Лончар, координатор во Сдруженијето Бадникови поворки, и Дарио Стојановски од фолклорниот ансамбл Симбиоза. Добро утро за вас. Пред да започнеме со прашањата, Дарио, едно изненадување за нашите гледачи да ја чуеме песната пред утрешниот голем настан. Кажи, Лазаре, кај беше тогаш, каде замина гласот твој кога тажеја сестрите твои, горко по тебе втага и болки. Бев во земјата без див и тажен, со мртовците крајно без надеж, рацете ми в крст врзани беа, пак нозете во окови венат. В часот тагата премина јасно, слушнав силен глас, восхит и радост, кога Христос Бог дојде при мене, да ме разбуди и да ме крене. Ти благодариме многу. Тоа е нашето добро време, најдовме. И најава за утрешниот ден, дека во 12 часот ќе се одржи Лазаревата поворка и токму со овие каланди, Лазареви каланди, ќе започнеме од црквата Свети Димитри, па до црквата Свети цар Константин и Елена. Еве за почеток, Билјана, што представува Лазарева сабота и кое е нејзиното значење во православната традиција? Па, вака, Лазаревата сабота и поворката која што ја правиме го символизира воскресението кое што Христос го извршил врз Лазар, веќе 4 дена упокоен, каде што во нашата вера се покажува за прв пат дека Христос е Бог на живите. Овој празник во суштина е поврзан и со празникот, нели, следниот ден со цветници, бидејќи на во поднебе, значи нашата традиција, посебно до некаде кај отоманскиот период, било многу распространето прославувањето на овој празник, каде што дечињата заедно со нивните учители, родителите оделе по ливадите, шумите, собирале врбови гранчиња, цвеќиња, ги пееле овие песни и ги носеле во црквите, каде што добивале благослов од свештениците, ги се украсувале иконите и црквите внатре. И следниот ден во суштина е цветници, кога Исус влегува во Ерусалим. И тогаш свештениците ги разделуваат овие врбови гранчиња и цветови на сите присутни, кои што ги носат дома, каде што повторно се ги украсуваат домовите, нели, благослов и ја символизираат и пролета,
Така да ова ни е едно радосно, да речеме, празнување, кое што ни е најава за најголемиот наш празник, кој што следува следната недела, Великден. Да, Дарио, кои се останатите обичаи поврзани со овој голем љубов празник? Така, па типично за Лазарева сабота е правењето на поворка, односно движењето на обредна поворка од една точка до друга точка, каде што се пеат, нели, како што напомена и Билјана, се пеат Лазареви каланди, кои, да не речам, пред Втората светска војна се уште се среќавале на теренот, но по Втората светска војна доаѓа еден мрачен дел за религијата, односно доаѓа комунизмот, и тука настанува еден момент на губење на сите тие аспекти и остануваат само кај бабите. А бабите веќе не ги изведуваат обредно, туку само ги пренесуваат на помладите, иако помладите не ги практикуваат, затоа што, нели, во времето на комунизмот многу по-ретки биле религиозните и обредните и поворки и обичаи и така натаму. Нешто што е, извинувам, Дарио, застапено и што ни е интересно за овој празник е бабите, да речеме, или жените правеле лазарки, колачиња од пченица и ги раздавале исто така на дечињата во спомен или на воскресението на Лазар. Така да сите овие вакви мали обичаи кои што се биле распространети на ова поднебје, гледаме, нели, да им дадеме внимание, нели, да ги обновиме, да ги овозновиме. Најмногу заради тоа што реакциите на луѓето, посебно на младите, е доста приемчива. Да, гледаме во моментот и инсерти, ова мислам дека од минатата година. Убаво е кога ќе се видат и млади дечиња, многу млади, многу дечиња присутни, значи си ја почитуваме традицијата. Токму така, си ја почитуваме, сакаме да ја негуваме и да распространиме, заради тоа што нашата традиција е традиција на ширење на љубов, на блискост, и тоа се препознава. Да речеме, во Скопје ова ни е трета година како ја имаме поворката. Првата година беше и по иницијатива на Дарио, каде што се собраа деца од музичкото училиште Луи, си ги научија калантите и рековме ајде да видиме што ќе се случи. Без никаква најава направивме една поворка низ плоштад и градскиот трговски центар. И емоциите и луѓето кои што беа затекнати таму беа навистина бесценети да се види сето тоа и да се доживее како такво. Затоа рековме ајде следната година ќе бидеме малку поорганизирани. Меѓутоа повторно ние очекувавме толков голем одзив и минатата година кога го видовме одзивот од луѓето, рековме оваа година мораме посериозно да ја нели да биде организацијски подкрепена од таа гледна точка и ги правиме овие видеа нели каде што малку е, нели, не знаат луѓето, немаат доволно информации што се случува, зошто се празнува празникот, така да убаво е, нели, што е можно повеќе луѓето да знаат зашто се празнува и која е символиката на празникот. Значи, сепак младите се заинтересирани да учествуваат во оваа организација. Апсолутно. И тоа со многу голема радост и со така многу голема емоција, да речем, кај нас возрастните, кои ќе ги видиме децата со која радост ги пеат песните, во поворката се, тоа се навистина емоции кои што се така. Пример за тоа е и Дарио. Дарио, ти си нонстоп, мислам, цело време дел од оваа убава манифестација, верувам дека и годинава ќе бидеш како што те гледаме тука на овие инсерти во првите редови, кој се може да учествува. Како може да се биде дел од неа? За разлика од порано, кога лазарските обреди генерално ги правеле само младите девојки немажени, денеска, пример, на Лазаревата поворка може да дојде секој. Значи, од 7 до 77 години. Секој може да дојде, секој ќе добие, нели, по едно врбово гранче како символика на
на Лазаревата сабота, затоа што ствари Лазаревата сабота самата по себе носи еден нов живот, нели, како што кажавме, нели, воскресението, 4-дневното воскресение на Лазар, и тука доаѓа една тематика и една символика на раѓањето на новиот живот, нели, за Лазарева сабота, доаѓа и самата пролет, нели, сега не на денот на Лазарева сабота, но во тој период на раѓање на новата природа, раѓање на новиот живот едноставно, и тука се поврзуваат, значи, повеќе празници. Лазарева сабота, Ѓурѓевден и така натаму, така што секој може да учествува и природно е децата да учествуваат, затоа што децата се носители на традицијата. Јас секогаш што го кажувам, затоа што постарите се носителите на онаа традиција што е вистинската, ама ние сме носители во денешен аспект. Да, точно. Така што треба најмногу децата. Да, навистина ни следуваат навистина убави празници, треба си да си ги почитуваме, се разбира. Билјана, рековте дека 3 години се организираат, нели, поворките за Лазарева сабота. Пред малку од Охрид имавме информација дека за прв пат се организира во Охрид. Вие учествувате само во Скопје или во останатите градови, па еве вклучително и Охрид? Така, значи Лазаревите поворки се во организација по Сдруженијето Бадникови поворки. Така. Бадникови поворки, Сдруженијето е низ сите општини во Македонија. Мислам дека последнава година во Бадникови поворки не постоеше општина во Македонија која што ни ги организираше. Така да, бидејќи ова е малку помлада иницијатива и која што речеме ние од Скопје превземавме од Кичево. Значи во Кичево веќе години наназад се практикува оваа традиција. Па почнавме ние во Скопје. Оваа година се приклучуваат и Охрид, се приклучува и Штип, веројатно и Куманово. Верувам дека и дел од помалите општини ќе направат еден символична, нели, поворка. Меѓутоа верувам дека веќе следната година ќе биде уште помасовна и во останатите градови. Да, нешто слично како што го организирате она за Бадник. Така, што изгледа навистина исто така прекрасно. А постојат ли разлики во одбележувањето на Лазарева сабота по одредени региони или Постои. Мислам, постои, гледаме да нели да ги собереме тоа и работа и на Дарио, нели од тој студира исто етнологија, фолклор, каде што ги собираат сите, да речеме, традиционални обичаи кои што била и за ги зимаме и ги правиме некако сите, се што е убаво, нели, се што носи радост, гледаме да го вметнеме, нели, како дел од поворката. Да, треба потребна помош за организација на вака голем настан. Имате ли поддршка од локалната заедница, кој ве поддржува во овој дел? Така. Бидејќи се уште символично ги организираме поворките, сме во, да речеме, секако со поддршка од градот Скопје, од градоначалникот на градот Скопје, во останатите градови исто така ни е потребна организацијска, логистичка поддршка од нив секако. Во иднина верувам дека и соработката и поддршката ќе биде уште поголема кога ќе станеме и помасовни, поголеми во целата организација. Точно се гледа дека вие сте задоволни и зрачи тоа задоволство од вас, посебно нели во организација на едни вакви традиционални убави манифестации и Бадниковите, меѓутоа и поворките за Лазарева сабота. Што еве конкретно за вас ова значи? Зачувањето на овие обичаи, ваше лично задоволство или ваше лично гледиште се разбира. Кога гледате дека сепак и младите се малку повеќе заинтересирани, се разбира. Така. Значи огромно е чувството. Значи сите ние кои што сме во Сдруженијето на Бадникови поворки сме луѓе кои со нели своји професии, со секојдневни обврски и сето ова го правиме во нели љубовта која што имаме кон Сдруженијето, кон традицијата, кон верата. И многу често не прашуваат луѓе, посебно во овие периоди каде што нели е целата организација на да речеме на една шака луѓе и знае да биде напорно, меѓутоа самиот ден, самиот чин на нели на самата поворка и самиот настан носи толку многу голема љубов и толку многу голема емоција што сето тоа е
нели нештото кое што си го чувствуваш како награда, како заслуга за сето тоа што следувало претходно. И преубаво е чувството да си македонец, преубаво е чувството да си христијанин, да си православен, да се шири оваа љубов и ова што го имаме, затоа што е навистина тажно некое богатство кое што го имаме, тука е наше, а да не се сподели. Дарио, беше ли предизвик целата оваа организација за вас? Вие како помлада личност која што ги ја продолжува традицијата, го споменавме и вашето образование. Интересно е млад човек да нели сепак се одлучи за еден таков факултет? Да, па се почна од моето средно школување во насоката за традиционална музика и игра при ДМБ Целија Николовски Луј, каде што се стекнав со повеќе вештини по струката која ќе завршиш си профилиран традицијски играч и пејач, што значи дека таму ние изучуваме народни ора, народно пеење, народни инструменти и сите пропратни предмети кои доаѓаат заедно, кои се сродни уствари на самите тие како што се етнокорологија, етнологија, методика на народни ори и така натаму. И преку тие предмети некако се роди желбата да продолжам со тоа да се занимавам, затоа што навистина е големо чувството кога ќе дознаеш и кога ќе сватиш колку ствари Македонија е многу побогата од тоа што, например, територијално сме многу мали денес, но етничка Македонија и сите тие традиционални вредности, како облековна традиција, играорна традиција, вокална традиција, па дури и обичаите, се премногу, значи дури не е доволно ни еден факултет да завршиш за да ги дознаеш сите и да ги научиш сите, затоа што навистина се премногу, навистина народот бил пребогат со премногу, значи значајни обичаи кои не одбележале како македонци. Исто морам да истакнам тука дека во колективната свест на самиот народ можеби немаме ние поворки, Лазареви поворки во, да не речам, минативе 70 години, може и повеќе. Но во колективната свест кај народот, како просто да е тоа влезено во генот на македонецот и кога ќе види некој од страна, дали е баба, дали е дедо, дали е дете, кога ќе види од страна поворка од тој тип, како да се сеќава на нешто одамна што било, а некако го имаме, да не речам заборавено, ама го чувствуваме. И затоа е можеби голем интересот, затоа што навистина самата поворка носи со себе една многу интересна енергија, една голема радост, а воедно и голема традиционална вредност и духовна вредност. Што значи дека навистина мислам дека треба да продолжиме со ова и треба да возобновуваме и повеќе обичаи од тоа што го имаме заборавено, затоа што навистина и до ден денес, например, се случува да има се уште, например, лазарки, што одат, тие се најчесто жени роми, одат по куќите и тропаат на дајре, едната тропа на дајре, почесто е постара жена, а помладата игра и пее лазарски песни, кои за разлика од Лазаревите каланди, некако тие песни немаат духовна вредност, повеќе имаат паганска вредност, затоа што сепак се народот пред еден век, пред 2 века бил во една паганска зона на верување, каде што просто колективната свест била сведена само на паганизмот и на тоа дека ако се направи овој обрат, дека ќе направиме да биде подобро, да биде. Има многу такви обреди и обичаи кои навистина го докажуваат тој пагански момент, но со нашето школување благодарение на катедрите за етнокорологија, катедрите за етнологија и антропологија, каде што ги учиме сите тие обичаи што денес не можеме ги видиме од бабите, затоа што сте многу поархаични од тоа што ние сме свесни за тоа. Со самото изучување се раѓа една желба кај нас да ги возобновиме и да го вратиме тоа што навистина е кодот на Македонија, затоа што ова е кодот на Македонија. Да не заборавиме она што има. Убава пораки спративте до помладите. Се надевам. Еве на крај уште еднаш само да повториме во колку почна поворката, трасата, од каде е зборното место?
Така. Да повторим. Утре, значи сите кои што сакаат да бидат дел од оваа наша поворка, односно Лазаревата поворка, да бидат во 12 часот пред црквата Свети Димитрија. Таму ќе ги поделиме на сите кои што ќе додат врбовите гранчиња. И сите заедно ќе тргнеме по камениот мост преку плоштад Македонија и преку улица Македонија до црквата Свети Константин и Елена. Ви благодариме на гостувањето, ви посакуваме многу успех и секојаш вака да бидете насмејани, задоволни, весели и се разбира заеднички да се одржуваат убавите традиции и обичаи македонски се разбира.